Да, се враќаме во студиото, се враќаме на таа геополитичка анализа. Шехтански, кога зборувавме за ова кај нас, што се случува одекот од овие конфликти и во светот, влада едно мислење кај јавноста, кај луѓето, дека поддршката во вакви конфликти секогаш оди по верска или по религиска линија, дека ако си муслиман треба да ги поддржуваш палестинците, дека по дефолт дека ги поддржуваш, сигурно, дека ако си евреи, израелците или христијанин или не знам што, но гледаме прво на светската геополитичка сцена дека не е така. Знаеме дека најголем поддржувач на Израел се Соединетите американски држави. Знаеме дека Русија како православна христијанска држава нема де факто поддршка за Израел, има една, да речеме, избалансирана улога таму во конфликтот, а кај арапските исламски држави, да не зборуваме, таму не се знае кој кого поддржува и кој со кого работи. Сакам малку да зборуваме сега за овие заблуди, дека луѓето емотивно ги доживуваат овие работи, се фрустрираат, влегуваат во конфликти без потреба, а не разбираат како тоа делува во светот. Точно така, значи, најголем непријател на палестинците, се арапските држави. Арапските држави не дозволија 48 независна Палестина, арапските држави го поделија на 4 дела палестинскиот народ, палестинците се во кампови, значи како бегалци, 1,5 милиони палестинци во Сирија. Значи, арапскиот свет е тој кој што не дава. И сега тоа дека муслиманските држави се собираат и ја поддржуваат Палестина и палестинскиот народ кој што страда е небулоза. Значи, тоа е мачкање на очи. Исто така како што Македонија. Македонскиот народ, кажете ми од која православна држава има поддршка? Од ниту една. Од ниту една православна држава. Така и случајот и тук. Да, Хамас е терористичка организација, нападна цивилни објекти во Израел. Израел има легитимно право да одговори на тоа, али на соодветен начин, без употреба на прекумерна сила. Меѓутоа, израелскиот закон кажува спротивно, Израел тоа го прави. Легитимноста во овие и од оваа страна, ако го слушаш, е така. Меѓутоа, ова е геополитика и не треба да се прави, значи да се префарла тука во Македонија, да се кажува и да се зазема страна. Значи, овој конфликт тука е од времен карактер и тој конфликт има 3 главни причини: решавање на Ерусалим, бегалските кампови, враќање на бегалците, израелските населби. По однос на верските на Блискиот Исток, значи палестинците имаат 6% од палестинците се христијани, православни христијани. Тоа малку ми не знаат тука. Сирија се 32% муслимани, православни христијани. Таму беше уништен најголемиот православен центар Палмира 2014 од страна на ИСИС. Египет има 20% на христијанско население, тоа се коптите. Значи, таму да, постои верски конфликт, верска нетрпеливост и толеранција. Меѓутоа, овој конфликт сега тука помеѓу друг пат за тоа ќе разговараме, ако имат можност, меѓутоа овој конфликт сега во Израел, меѓу Израел и Хамас не е тој за да може да парира на Израел, тој е со цел за решавање на овие 3 прашања што се. И затоа сметам, значи, дека не треба да се зазема страна, бидејќи е тој контролиран конфликт со цел, каде што треба да дојде решавање на овие 3 клучни прашања. Затоа и нема избори во Палестина од 2007 наваму. Затоа и Палестина како држава има најголем ароганција или најголем непријател во арапските земји. И не може арапските земји и муслиманскиот свет да жали толку за Палестина и палестинскиот народ. Така исто и за македонците. Православниот свет не жали за македонците и екзодусот на македонците од Егејска Македонија. Значи, слична работа е. Ова е политика тук. И затоа страстите треба да бидат смирени. Да, Реджепи, гледаме дека ова што го кажува Шехтански во односот на околните земји на арапскиот свет кон овој конфликт сега е интересен. Например, нема никаква реакција од проиранското движење Хезболах,
која по сите анализи е единствена војна сила која може да му парира на Израел на некој начин со некаква гералска војна, и тоа се покажа во последниот конфликт во Јужен Либан. Сега таму е мирно, нема отварање на никаков нов фронт. Околните земји некако се прилично невообичаено тивки. И Израел, и Египет, се извинувам, и Јордан, и добро Сирија, ајде да не ја рачунаме сега, таму е нефункционална држава. Иран е тивок. Единствено гледаме една гласна реакција од Реджеп Тајип Ердоган, кој ми се чини дека сега сака да се наметне како главен заштитник во исламскиот свет, главен заштитник на палестинските, и да го одземе приматот од Саудиска Арабија, кој исто така е тивка во овој конфликт. Саудиска Арабија никогаш во историјата не била главен заштитник на муслиманите или на муслиманскиот свет, освен што е земја каде што се наоѓаат светите места, Мека и Медина, и како што е и во Ерусалим светата џамија, како трето. И политички секогаш била неутрална со цел да ја задржи својата безбедност. Дури и имала добри односи со Израел, баш поради тие причини, за да не случајно и се случи била каква инвазија на низина територија, бидејќи таа земја живее и ужива во луксузите на нафтата, на парите кои што доаѓаат од нафтата, си има свој конфликт во последниве неколку години доле кон Јемен, и не смее да се дозволи таков уште еден луксуз горе на северот. Поради таа причина никогаш ни претходно па ни сега не реагира, додека Турција е земја која што традиционално секогаш секаде во светот застанува на страна на угнетените, на протераните, на жртвите во одредени конфликти. Значи не зборам само за Палестина, туку секаде во светот, и признаена е последните неколку години и во Обединетите нации како земја која што е најдалежлива, која што помага скоро секаде и помага најмногу од својот буџет, значи од парите на граѓаните на Република Турција, во вакви кризни жаришта на секаде во светот. И мислам дека тоа што и претходниот период Турција сакаше да го направи кон арапскиот свет, да им покаже дека на нивните граѓани, значи на арапите, на другите муслимански земји, е дека еве ние сме држава која што функционира демократски, а не деспотски, и дека имаме добро образование, успех во економијата, во војната индустрија, политиката која што е со мир со сите соседи околу, па и пошироко, и едноставно си ја зема улогата која што има геостратешки и таа положба која што и постои, за да може да се наметне како фактор. И таа навистина е пример за многу народи кои што живеат во одредени помалку демократски земји, сите гледаат пример кон Турција, и затоа постои таа одговорност дека тие треба да реагираат. Бидејќи навистина доколку се следат сите тие извештаи дури на израелските организации за човекови права и на Human Rights Watch, Amnesty International, така натаму, не може да остане никој да не се придружи кон истите осуди за тоа што се случува таму и за жртвите кои што ги има веќе скоро секоја втора година во Газа. Да, во однос на можноста за мировен план, на можноста за договор, таму беше прилично, ајде да речеме, одстапи од рутината планот на екс-председателот Трамп, кој излезе со еден брз план за решавање на конфликтот, со прогласување на Ерусалим за главен град на Израел веднаш. Дори тој успеа да издействува од некои арапски држави да го признаат Ерусалим за главен град. Тоа дојде на маса и кога преговара и Приштина и Белград, па Косово го призна Ерусалим, за возврат доби признавање од Израел на Косово. Една така, можеби во политиката некогаш е бизарна ситуација. Но дали сега тој план ќе продолжи да се спроведува, бидејќи гледаме дека администрацијата на Бајден некако не делува баш во таа насока, како да се обидува да ги врати работите од пред тие случувања. Па да, ова подсетува на
на 1988 година и прогласувањето на палестинската држава, значи тоа претходно постоеше период на интензивирање на судирите, на интифадата, на палестинското востание. Тоаш палестинците беа краток период многу обединети и доведе до тоа признавање и прогласување на независната палестинска држава. Меѓутоа тоа на крај резултираше со една конференција во Осло и сепак мислам, пак ќе дојдам до оние три клучни прашања, што е се нова договорен инцидент. Израел е сериозна држава и таа не дозволува туку така. Значи, прво е симптоматично како воопшто поминала некој од тие $1000 ракети покрај таа железна капија за да погодат стамбен кварт во Ерусалим или во Телавив. Тоа е невозможна работа. Тој заштитен штити од $3 милиарди, тој ги неутрализира сите ракети. Сепак мислам дека ова сценарио се со цел да се изнајде долгорочно решение на Блискиот Исток, каде што ќе бидат решени овие три клучни прашања претходно што ги спомнав. Мислам дека во игра Хамас како фактор овие 15 години и затоа е држан на власт Махмуд Абас овие 15 години. Дали Бајден ќе проложи, ќе се обиде да го тоа беше прашање, дали Бајден ќе се обиде со Значи, ваков крупен геополитички зафат не се случува туку така на некој да му текне и да фрла ракета во Израел. Тоа е невозможна работа. Значи, сепак се работи да има повод и причина за една конференција која што ќе се случи многу брзо, каде што ќе мора да бидат затворени овие три прашања. Ова етапно решавање од 48 наваму на палестинското и на еврејското прашање оди етапно, значи тоа не оди преку ноќ. Тоа се осликува тука и на Балканот и еве тука. Сепак после 2000 години евреите успеа во ветената земја да направат држава. Значи тие од целиот свет, од цела Европа беа расселени и беа вратени на таа територија. Тоа предизвика конфликт. Значи 47 година тие не беа добре дојдени кај палестинците, некои сакаат и такви инсинуации да направат. Не, значи имаше 47 година имаше судири помеѓу британската војска колонистичка во Палестина и палестинците кои што не ги пречекуваа доселениците. Некаде околу првите биле околу 70.000 доселеници 47 година кои што доаѓаат во Палестина. Во Палестина во тој период значи било населението било некаде според податоците јас што ги знаев и што ги гледав некаде околу 400.000 евреи. Значи кои што живееле до 47 година, кои што останале. Значи тие се враќаат во ветената земја и затоа тука доаѓа до тој конфликт чија е земјата. Па доаѓаме до тоа. Значи проблемот генерира 2000 години. И тука секој е во право и тука се прелева чашата, вика дека е моја, дека е нова, како што велите и Обединети нации затоа 48 година фактички со декрет ја доделуваат територијата на британска Палестина на две држави, на новоформираната Израел, еврејска држава и Палестина. Поради грижа на совест. Поради грижа на совест, да. И спрема евреите, како грижа, и спрема палестинците. Противници на палестинците се арапските држави. Арапските држави кои не дозволија да заживее. Ако може да се надоврзам, притисокот на Бајден е многу голем, посебно од страна за прв пат сега од многу конгресмени кои што излегува јавно бара администрацијата на Бајден да ги осуди насилствата и да ја повлече изјавата дека Израел го има тоа право да се брани, бидејќи да дадеш бланко право да се брани, да, колку жртви имаме ние, толку ќе им нанесеме на нив, нели? Ама да нанесеш 100 пати поголеми повеќе жртви, тоа се коси со сите конвенции, меѓународно право и се. И не сме да се дозволи, значи, сем да кажам како не навлегувате во тоа. Сето тоа ќе заврши со мировна конференција, ова е повод и причина за тоа. Како што и секаде настанува. За реакцијата која што е во САД. Исто така и најголемото движење Black Lives Matter ги исто така е на страната на палестинците во конфликт, односно бара од владата на Бајден да го спречи насилството кое што се и агресијата која што се случува таму. Зашто свет не е на страната на палестинците?
Еве едно прашање, зошто муслиманскиот Рековме свет, претходно. арапскиот не е на страната Значи, на сите- палестинците. Не, Сите држави кои што се околу Палестина Така, се или имаат монархии, или диктаторски земји Претензии кои што имаат ставено за влади или председатели луѓе кои што се полтрони на западот или во добри односи со Израел, Добро. а тие си ја присвојуваат нормално, како што рековме на почетокот, палестинската територија, како што и се случило и како што не дозволиле ама 48 година анексираат. Па рековме, Голандската значи, они висоравнина не дозволуваат на Палестинци да кажат дека ние анексира сме народ. Јордан. Синај го анексира Сирија. Газа анексира Египет. Значи, Како му успеа на Доналд Трамп да издействува дел од арапските држави да го признаат Ерусалим како главен град на Израел? тие го признаа пред 3 години. Да, па Тие го признаа Ерусалим. Па тоа како прашам, 3 години. како му Значи, успеа таа тоа? грижа на совест дека арапскиот свет застанува зад браќата по вера палестинци не држи. Не држи. Да, па тоа го зборуваме, да. Што му се случи на Катар кога не сакаше да биде уценет да купи оружје од САД? Блокада од другите арапски земји, кои што веќе го платија својот данок на Трамп. Истиот тој Доминантно Трамп, население во Катар кој е? арапите? Кој? Муслимани? Сунити, шинити, Сунити. сунити. Значи сунитите. Ама самите сунити на себе си, значи на Катар, Добро. само затоа што не сакаше да следи таа политика, А сака во да Сирија конфликтот кој го водеше? Сунитите или шиитите? од Сунитите. малцинството, алеви Добро. кои што припаѓаат на од како една од шиитските секти, беа тие на власта кои што поголемиот дел од народот се побуни против нив, кои што се суни. Значи неврзано за тоа имавме друго прашање и лекцијата е научена. Никој не сме да му се спротистави на Трамп, затоа што единствено на Катар му застана во заштита Турција. И изгради веднаш своја база и однесе своји сили за да им покаже на саудиците и останалите дека нема да играат такви Катар игри беше едни против блокиран други. од Саудиска Арабија. Од Саудиска Арабија, од Кувајт, од Емиратите, од Бахрейн, база. од истите земји кои Саудиското што царство до Катар. кои што го подпишаа Стара договорот база е тоа. пред една година за Ерусалим. Интересен ми беше ставот на Косово и на Албанија, кој беше целосно Израел. едностранно во корист на Израел. Не е чудно, бидејќи значи недвосмислено во корист Израел има право да се брани. да, како што рековме, Ама има право да се брани секако, види. никој не Добро, може да но без негира. спомнување на цивилни жртви, онака еднострано. Сега Да. имаме Има право да се избалансиран- брани, нормално дека има имаме- право да се брани. Легитимно право е да се Не брани. е спорно тоа, но имаме став кој е избалансиран, но имаме став кој е едностран, нели? Никој не може да го негира фактот Овој дека беше онака едностран, баш. политиката на Косово и на Албанија е во согласно со политиката на Вашингтон. И затоа рековме претходно дека надвршната политика на Македонија, Северна Македонија, треба да биде во согласно со политиката на Брисел. Затоа што ние тежнееме да бидеме земја членка на Европската Унија. Не е 51 или 2 американска држава. Да, добро, Па само не би било лошо да биде ми PS2. На нив само- не им успеа веќе цело време, значи ако не сме за Европа, не сме ни за таму. само што ми кажуваат од држијата дека не истече времето, ви благодарам на двајцата за ова. Мислам дека направивме добра анализа, ја најдовме, зборувавме и за генезата на проблемот и за сето она што се случува. Се надеваме ние тука во студиото дека и на гледачите ќе им биде доста појасно и дека барем ќе се смират тензиите околу ова прашање во земјава, бидејќи ми се чини дека имаме премногу други домашни проблеми за кои треба да размислуваме. Ви благодарам, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија 24.